Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Гледачи, добро утро и ова утро. Сречен поздрав од студиото на Гласот на надежда од Кавадарци. Вие пратите утринската програма на нашето радио секој утро од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Денеска е 21 февруари 2022 година, понеделник. 52 ден во годината. Што се однесува до сервисната информација утро, можам да спомнам дека во Кавадарци 8 на сончев ден, плюс 3 степени, а сега веќе и плюс 5. Така да денес ќе имаме релативно убав сончев ден. Верувам дека ги искористивте деновите за викендот, кои беа исто така топли, бидејќи прогнозата која ќе последиме за која минута ни кажува дека веќе од вечерва према утрешниот ден времето ќе залади, односно ќе се променат температурите. Како да е, денеска сонцето во Кавадарци изгреја во 6 часот и 19 минути, а ќе зајде во 17 часот и 13 минути. Што се однесува до воздухот, според мерната станица која ни ги покажува резултатите, имам информација дека воздухот е деломно загаден утро во Кавадарци, иако е ведро, но сепак такви се извештаите. Се надеме дека во текот на денот ќе се подобри ова ситуација. Еве да ја проследиме сега и утринската прогноза за денеска, сончево и релативно топло со мала до умерена облачност. Во западните делови повремено ќе биде значително облачно и ќе има услови за слаб локален дожд. Ќе дува слаб до умерен ветер од југозападен и јужен правец, кој попладне на места ќе се засилува. Според картата што имам пред себе, почитувани гледачи, денеска, како што спомнав, ќе имаме релативно високи температури, например, еве во Гевгелискиот регион од 2 степени, тоа се оние утринските, па до 20 степени, што се вели пролетна температура. Во Теквишијата, значи Кавадарци, Неготино и околните места, температурата ќе биде до 19 степени. Во Беровскиот регион од минус 1 до 14, во Кумановскиот од 5 до 15, во Скопската котлина од 3 степени до 18, еве ќе биде релативно топло и во западните делови од нашата земја од 3 степени до 9 и во Охридскиот од 7 до 14 и во Пелагонискиот од 5 до 19 степени. Релативно ќе имаме топли часови денеска, затоа искористите ова прилика, бидејќи според прогнозата за утре ќе имаме релативно облачно и значително постудено со повремени врнежи од дожд, а на планините и на повисоките места од снег. Ќе дува умерен, на повеќе места засилен ветер од северен правец. Значи сега имаме јужен ветер, меѓутоа во текот на ноќта ветерот ќе престане јужниот, а ќе се засили, нажалост, северниот, кој ќе донесе и пад на температурите. Еве, за утре претежно во целата република ќе имаме дожд, некаде појак дожд, некаде послаб, но температурите повторно ќе бидат над нулата. Значи во нашиот регион, во Теквишијата, температурата ќе биде од 6 до 8, значи скоро дупло повеќе ќе се намали и така е скоро во сите региони во нашата земја, ќе има дожд, еве во крајно западните делови од 0 до 1. Гледате каква разлика, па и во Гевгелија за денеска рековме 20 степени, а утре ќе биде 11. Значи скоро за половина температурите ќе опаднат во негатива.
Што се однесува до информациите за состојбата на патишата, почитувани гледачи, може да спомнеме дека сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по суви коловози, но нема да биде така веќе во текот на ноќта и кон утрешниот ден. Интензитетот на сообраќајот на патните правци надвор градските средини е умерен. На граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Сепак, АМСМ препорачува прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и внимателно управување со возилата, особено на патишата низ котлините, речните долини и клисурите. На патниот правец А2 Свети Николе Миладиновци на 10 километар пред Миладиновци поради свечилиште и голем одрон сообраќајот е пренасочен само на една коловозна лента во должина од 150 метри. Зимската опрема се уште е задолжителна до 15 март. Еве денеска е 21, скоро уште еден месец и недели од почетокот, од стартот на пролета. Иако веќе имаме пролетни температури, се чувствува пролета некако во воздухот, како е да е, полека зимата ја оставаме за нас, позади нас. Еве да ја проследиме рубриката што се случило на денешен ден, 21 февруари. 1437 година шкотскиот крал Джеймс I бил убиен од оние кои не мислеле добро за него, спречувајќи го неговиот обид да го сузбие влијанието на високото племство во водењето на државните работи. Успел да ја зајакне кралската власт, особено во областа на судството и управата. Изразил жесток отпор кон благородништвото. Значи, едноставно се спротивставувал, но ете бил убиен. На денешен ден умрел папата Јулий II, кој начело бил на Римокатоличката црква од 1503 до 1513 година. 1613 година на рускиот престол дошел Михаил Романов, родоначалник на династијата Романови, која владеела со Руското царство 300 години се до февруарската револуција во 1917 година. Еве тоа беа тие информации, почитувани гледачи, одиме сега со песна и потоа ќе се вратиме повторно во нашата програма. Mnogi mi se hvale da imaju blaga i previše, samo da na kraju ne zažale, jer na kraju život račun piše, kao rijeka život nam prolazi, zato uvijek Bogu vjeran budi. To što radiš na životnoj stazi, po dobrome nek te pamte ljudi, kao rijeka život nam prolazi, zato uvijek Bogu vjeran budi. To što radiš na životnoj stazi, po dobrome nek te pamte ljudi. Život uskoro će proći, da li si blago stekao za nebo, jer uskoro onaj dan će doći, kad ćeš reći to sam više trebao,
život nam prolazi. Zato uvijek Bogu vjeran budi, to što radiš na životnoj stazi. Po dobrome nek te pamte ljudi, kao rijeka život nam prolazi. Zato uvijek Bogu vjeran budi, to što radiš na životnoj stazi. Po dobrome nek te pamte ljudi, to što radiš na životnoj stazi. Po dobrome nek te pamte ljudi, po dobrome nek te pamte ljudi. Evo nepovtorno vo živo, vo našата емисија, почитувани гледачи, срдечен поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите директно нашата програма. И овутро ние во студиото пиеме топол чај, така да и вие слободно може да си сварете. Рековме кафе не пиеме, туку користиме природни состојки, чаеви кои го хранат нашето тело, така да слободно земете си чај и заедно пиете со нас. Би сакал овутро да спомнам за гледаноста на нашата емисија од последната емисија секако, од петок. И според ова што Facebook ми го покажува, 46% не гледале од машкиот пол и 54% од женскиот пол. Што се однесува до старосната граница, некаде од 45 до 65, односно 75 години, најмногу не следат. Значи, 30 години кај што луѓето претежно се дома, мислам на тоа годиште, така да помладите може би спијат утрово се уште или се на работа, но како е да имаме и од младата популација некаде 35-44 години, дури имаме и од 25 до 34 години, а има неколку и од 18 до 24. Така да ви благодарам на вашето внимание што го посветувате за нашата емисија, почитувани гледачи. Еве од кои земи најмногу не следат. Секако Кавадарци како град, понатаму првин ќе спомнам за Македонија, Чаир, Централна Србија, Војводина, Неготино, соседно Неготино до Кавадарци, Бајерн, Ново село, Холандија, Добрич, провинција, Хесен, но еве имаме и земи Германија, Србија, Бугарија, Хрватска, Австралија, Канада, Франција, Босна и Херцеговина, Америка и така натамо. Значи, нашата емисија оди во живо, секој утро, нема никакви снимки, односно се што работиме директно во студиото. Секако емисијата се снима и потоа се става на нашиот YouTube канал Радио Гласна Надежта и на Facebook страната. Така да сите вие кои не може да ја пратите во живо, може да ја следите и да ја гледате во друг ден, друг час или период во денот. Одиме сега да споменеме неколку капки на мудроста, почитувани пријатели. Никој не е толку богат и славен да може да се откаже од една насмевка, ниту толку сиромашен за да не може да ја подари. Брчките се патеписи на животот. Љубомората е броење на туги срекни моменти наместо броење на своите. Љубомората може да го направи несреќен и најбогатиот. Силата подчинува се, но низините победи се со краток здив. Може некој со сила да издейства некоја победа и да украде нешто, да направи, бидејќи е посилен, појак. Меѓутоа, како што овде вели, тоа е се со краток здив. Искреноста е скап подарок. Не го очекувајте од ефтини луѓе. Среќата секогаш изгледа мала кога ја имаш во рацете, но пушти ја и ќе ја видиш низината големина. Дрво на дрво се потпира, а човек на човека. Ласкањето знае да биде поопасно од омразата, бидејќи тоа крие дамки кои таа сака да ги очисти.
Колку се повисоко леташ горе, толку си се помал им изгледаш на тие доле. Така да има една друга изрека, кој високо лете, ниско паѓа. Без разлика каква служба вуваме, дали сме на висока позиција, или сме обичен чувар во некоја фирма, или оној кој носи писма до пошта, разнесува пошта, сите ние сме вредни во очите на Бога и треба се почитуваме, почитувани гледачи. Овутро сакам да споделам во рамките на приказната за деци и за возрастни еден краток пример за еден човек кој бил парализиран. Тој не бил парализиран во почетокот, меѓутоа доживел тешка сообраќајна несреќа. Човекот се вика Мојсеј Хамилтон, е парализиран уметник од Хаваите кој слика со помош на својата уста. 39-годишниот артист останал неподвижен по страшна сообраќајна несреќа во 2002 година. Неколку месеци по несреќата Хамилтон дишал благодарение на апарат. Додека лежел во болница, Мојсеј дознал за програма која им помагала на оние кои се парализирани да учат како да сликаат со својата уста. Значи, тој ја зимал четката и наместо со својата рака да црта, да бои, тој ја ставал во уста и така сликал многу интересни слики, бидејќи бил обучен, односно научен. Така тој открил дека поседува посебен талент и од тогаш не престанал да создава прекрасни уметнички дела. Колоритните дела на Хамилтон се инспирирани од неговата љубов кон животот, океанот, музиката и хавајската култура. Сликањето ми помага да се чувствувам многу поврзан со мојата околина и надворешниот свет. Со мојата уметност чувствувам дека се уште имам силна поврзаност со физичкиот свет, а со моите дела сакам да ја споделам мојата голема љубов и сила за животот, изјавил Мојсеј за едно локално списание. Почитувани гледачи, нека навистина и нашата упорност, и нашата издржливост, како издржливоста и упорноста на овој човек, ни биде пример и ние да не клониме во неволите и искушенијата на кои не идуваме во нашиот живот. Има разочарување во животот. Некои ќе ни изневерат, некои ќе ни свртат грб. Не мора да доживееме сообраќајна несреќа од типот како овој Хамилтон, како овој Мојсеј Хамилтон што доживел 2002 година. Може тоа да бидат некои ситни разочарувања и така да паднеме во некоја депресија, да кажеме повеќе не ни се живее. Или пак, не дај Боже, да кренеме рака врз себе. Да не клониме во неволите и искушенијата кои наидуваат во нашиот живот. Туку да гледаме на Бога. Сите ние сме вредни во очите на Бога и значајни. Исус би дошол и за еден човек, ако би живел на оваа земја, би го поминал целиот тој пат на неговото раѓање, на неговиот живот, распнувањето и воскресението. Така да нека и овој ден бидеме оптимисти во нашиот живот и да се огледаме на Бога, на Христа, вели апостол Павле. Еве тоа беа капки на мудроста, почитувани гледачи, и кратката приказна. Сакам пред да пуштиме песна да ви посакам роден ден на сите вас кои денеска може би славите. Денеска е ваш ден, биете радосни, биете среќни, бидејќи денеска сте дошли на свет. Бог ви подарил живот и верувам дека вашиот живот го живеете на прослава на Господа. Затоа бидете радосни, благословени и радувајте се. Одеме сега со песна, а потоа повторно се враќаме во живо во нашата програма. Rizuka si so
Продолжуваме со нашата програма, почитовни гледачи, следува рубриката Утринска порака. Денешнава утринска порака ја наоѓаме во првото Евангелие во Новиот Завет, а тоа е Евангелието според Матеја. Во 5 глава го читам 19 стих. И така, кој ќе наруши едно од овие најмали заповеди, и така ги научи луѓето, ќе биде наречен најмал во Царството Небесно, а кој ги држи и поучува, ќе биде наречен голем во Царството Небесно. Квалитетите кои блескаат со најголем сјај во царствата на овој свет немаат место во Христовото духовно царство. Оно што високо се вреднува меѓу луѓето, што ги и воздига оние кои тоа го поседуваат како кастите, позицијата, чинот или богатството, нема никакви вредности во духовното царство. Господ вели, ќе ги прославам оние кои ме прославуваат мене. Во Христовото царство луѓето се вреднуваат според својата побожност. Небесното царство е повозвишено од сите земски царства. Дали ќе имаме повисока или пониска позиција нема да се одредува според нашиот чин, богатство или образование, туку врз основа на послушноста што ја покажуваме кон Божјото Слово. Они кои биле водени од себичност или човечка амбиција, кои се труделе да бидат најголеми, кои истакнувале својата важност, кои мислеле дека немаат потреба да ги признат своите грешки и заблуди, нема да имаат место во Божјото царство. Дали луѓето ќе бидат почестени да бидат вброени во Божјото царско семејство, ќе биде утврдено според тоа како ја издржале пробата која Бог им ја изложил во текот на нивниот живот. Оние кои не се одрекле од себе, кои не покажувале сочувство кон неволите и страдањата на ближите, кои не ги развивале драгоцените својства на љубовта, кои не покажувале стрпливост и кротост во овој живот, нема да бидат преобразени кога ќе дојде и Христос. Карактерот кој сега го покажуваме ќе ја одреди нашата идна судбина. До небесната среќа можно да се дојде единствено покорувајќи се на Божјата волја, и ако луѓето некогаш станат членови на царското семејство на небото, тоа ќе биде само затоа што небото за нив започнало уште овде на земјата. Тие го негувале Христовиот ум, и која ќе одекне повикот «Дете моје, стани и дојди кај мене», праведните секоја своја доблест, секоја драгоцена посветена способност ќе ја понесат во небесните дворови и земјата ќе ја заменат со небото. Бог знае кои се верни и вистински поданици на Неговото царство на земјата и они кои ќе ја исполнуваат Неговата волја на земјата, како што тоа се случува на небото, ќе бидат примени како членови на небесното царско семејство. Ете, тоа беше поракава утринска, почитувани гледачи, која прочитавме од Евангелието според Матеја, како што спомнавме 5 глава 19 стих и го проследивме соодветниот коментар. Значи, ако сакаме да бидеме на небото еден ден, ние мора небото да го почнеме да го живееме уште сега на оваа земја. Не може ние веднаш такви какви што сме да влеземе во Царството Небесно. Потребна е реформа, посебно на нашиот карактер. Карактерот кој сега го покажуваме ќе одреди нашата идна судбина. До небесната среќа можно да се дојде единствено покорувајќи се на волјата Божја. И ако луѓето некогаш станат членови на царското семејство на небото, тоа ќе биде само затоа што небото за нив започнало уште овде на земјата. Тие го негувале, како овде што вели текстот, Христовиот ум. И кој ќе одекне повикот «Дете моје, стани, дојди кај мене», праведните секоја своја доблест, секоја драгоцена, посветена способност ќе ја понесат во небесните дворови и земјата ќе ја заменат со небото. Затоа да се трудиме со Божја помош да го менуваме нашиот карактер. Се друго ќе остане на оваа земја. Дури ова наше тело ќе се распадне ако починеме еден ден. Но нашиот живот, нашиот карактер, единствено карактерот ќе го однесеме на новата земја. Бог знае кои се верни и вистински поданици
на неговото царство на земјата и они кои ќе исполнуваат неговата волја уште овде на оваа земја. Еве, почитувани гледачи, ова беше засновано на Матеј 5 глава од Новиот Завет. Сите вие кои сакате да имате Свето писмо, слободно пишете ни, а ние ќе ви испратиме бесплатно Свето писмо за вас или за вашите роднини, за вашите пријатели. Се ближи сега и 8 март, каде што се подаруваат не само цвеќења и други подароци, затоа ако сакате да имате Библија која ќе ја подарите на вашите сопруги или на вашите пријателки, пријатели, слободно пишете ни, а ние ќе ви испратиме бесплатно Свето писмо на вашата домашна адреса. А вие кои сакате да изучувате Библијата по дописен пат, имате изварена можност, почитувани гледачи, тоа да го направите токму по пат на ова дописна школа, електронска дописна школа, Библијата зборува. .mk. Слободно влезете на ова веб страница, ќе ги добиете сите информации и ќе можете на еден непосреден начин од дома, значи да ги изучувате овие 8 подрачја на дописна библиска школа. Сега ќе ја видиме рекламата, почитувани гледачи, и потоа ќе се вратиме повторно во живо во нашата програма. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве не повторно во живо, во нашата емисија, почитувани гледачи, продолжуваме со интересни пораки од Светото писмо. Сакам да ви спомнам сега нешто интересно, односно пораки кои ги имаме добиено од Австралија, од проповедникот Никола Трајков. Еве сега сакам да споделам еден наслов кој гласи "Живот вреден да се живее". Читам од Пословици 15 глава 30 стих. Веселиот поглед го развеселува срцето, а добрата вест ги оживува коските. Веселото срце прави добро како лек, а скршениот дух ги суши коските. Тоа се текстови, како што спомнав, Пословици 15:30 и Пословици 17 глава 22 стих. Во овие текстови има божествен рецепт за квалитетен живот или живот вреден за живење. Во почетокот Бог го создал човекот не за да живее, туку да живее исполнет живот, живот на радост и среќа. Тоа беше неговиот идеал за мажот во минатото и секако и за жените во минатото. За Адам и Ева Бог создал идеални услови за живот. Да се живее исполнет живот значи да се биде и денеска весел и среќен. Не мора да бидеш богат за да бидеш среќен. Значи може со она што го имаш да бидеш задоволен и сепак да живееш среќен живот, да бидеш весел и среќен. Среќното срце се рефлектира на лицето, исто така и тажното, односно несреќеното. Лицето е огледало на срцето. Среќното лице ја загрева и најстудената атмосфера, ја осветлува и најтемната просторија. Среќното лице е лек за оној кој го има, а исто така им помага на луѓето да се чувствуваат сакано и удобно во присуство на таква личност. Колку е пријатно кога во присуство, во друштво на такви луѓе кои зрачаат топлина, кои зрачаат среќа и се весели, е многу попријатно да се биде неголи во некоја атмосфера, во некој друштво кај што лицата се тмурни, ожалостени и така натаму. Еве, сакам да споделам еден цитат од книгата Психологија на успехот број 1. Знаете, тие книги има повеќе томови, повеќе книги,
Меѓутоа, јас ќе прочитам сега еден цитат кој е многу важен. Насмевката не чини ништо, но значи многу. Таа ги избогатува оние кои што го примаат, а не ги осиромашува оние што му даваат. Краток е како блиц, но останува во меморијата за секогаш. Никој не е толку богат за да не му треба насмевка, и никој не е толку сиромашен што насмевката не би можела да го збогати. Насмевката носи среќа преку прагот, а задоволство во деловните односи. Насмевката е лозинка на пријателството. Насмевката е одмор за уморните, светлина за слабо срце, а сонце за тажните, лек за скршените. Невозможно е да се купи, да се моли, да се позајмува или да се краде, бидејќи тоа извира само од срцето. Никому не му треба насмевка колку на оние кои не можат да ни дадат ништо друго за возврат. Затоа, нека вашето срекно лице и денес биде знак дека Христос е во вас и дека се срекни што сте Негово дете. Прекрасна порака, почитувани гледачи, навистина да подариме, ако не можеме пари или некои материјални средства, но можеме насмевка да подариме на оние кои се околу нас. Знам, не е секогаш така лесно да се насмевнеш, кога некој те разочарал, кога некој ти свртил грб, кога некој те изневерил, кога некој те повредил, но сепак ајде да почнеме од себе. Насмевката не чини ништо, но значи многу. Може би некого ќе го одвратиме од тие лоши мисли кои ги има во умот. Може би некој одлучил да си го одземе животот. Може би некој одлучил да крене рака врз себе. Може би некој одлучил да украде нешто, да убие некого. Но може ќе бидеш ти таа алка кој ќе го излечеш човекот од таквите мисли. Ќе му подариш насмевка. Ќе му го разведриш умот и ќе му помогнеш да се откаже од сите тие лоши мисли кои ги спакувал во умот и сака да ги оствари. Затоа нека навистина Господ не благослови денеска и нека ни помогне да бидеме такви луѓе кои ќе зрачиме оптимизам, кои ќе зрачиме љубов и насмевка да подариме на сите оние кои се околу нас. Овутро сакам да споделам неколку мисли за пророк Исаија. Бидејќи зборуваме и за библиски личности, пророк Исаја е еден плодоносен писател кој ја напишал својата книга на пророк Исаја. Интересни работи тој пишува, може би малку и тешок за разбирање, но сепак е соодветен на своје време во кое живеел. Исаја се нарекува и петиот евангелист, бидејќи многу зборува во своите пророштва за Исус Христос, за неговото раѓање, за неговата мисија и за се оно што Христос го направил овде додека бил на оваа земја. Исаја бил од царско потекло, роден е во Иерусалим, од таткото Амос, брат на Амасија, царот јудејски. Според христијанската традиција, Исаја имал прилика да го види Господа. И тоа може да го читате во неговите почетни глави, каде што тој бил толку воодушевен, но и понизен, кога се почувствувал дека е недостоен да го види Господа. И тој вели, јас со нечисти устни. И Бог символично зема јаглен жар, за да му ја очисти устата, односно неговиот живот. И потоа Исаја ќе каже, Господ ќе каже, кого да испратам? А тој ќе рече, еве мене, Господе, испрати мене. Интересно, бил окружен со шестокрилни серафими, кои непрекинато ја пееле песната слава, слава, слава на Господа Саваот. Исаја пророковал многу работи, како за поедини луѓе, исто така и за народите. 3 дена еднаш одел кон Ерусалим. Едноставно имал јасни, чисти позиции во своите говори. Тој бил Божји пророк и пренесувал Божја порака. Инаку делувал пророк Исаја некаде 700 години
pred da se pojavi Isus Hristos, odnosno pred Noviот Zavет. Zamislite, 700 godini odnapred той прорекува за Исуса многу интересни работи. Исаја зборува исто така и за сатаната, за Луцифера, за неговото паѓање, како и пророк Езекија. Така да, навистина, ја ви го препорачувам, почитувани гледачи, да ја читате неговата книга, мора да ја прочитате целата, не само делови, зашто ќе бидете збунети. Тој зборува многу во символика, а тој зборува за новата земја. Паралелно има две пророштва. Значи за новата земја, но зборува и за еврејскиот народ, за израелците кои треба да се вратат од робство и да ја населат повторно својата територија. И затоа на едно место тој ќе запише дека на новата земја ќе работиме, ќе садиме и така натаму, ќе имаме лозја. Тој значи во овој правец зборува за народот кој ќе се врати од вавилонското робство и повторно ќе ги засади своите ниви со лозја и ќе јадат плод. Таму вели дека паралелно зборови за новата земја, волки и јагне ќе бидат заедно. Така да мора со молитва, со многу внимание да ја читаме неговата книга, ако сакаме да ја разбереме, затоа што ќе бидеме збунити. Значи, уште еднаш ќе кажам, тој зборува и пише во два правци. Она што ќе се случува на новата земја и она што ќе се случува овде, во Палестина, во Израел, кога тие ќе се вратат од робство и повторно ќе ги засадат своите лозја, повторно ќе берат грозје и ќе пијат вино, како тој што вели. Но, сепак Исаја еден добар писател, Божи човек, кој Бог го подигнал да напише важни, значени работи, кои се важни дури и за нас денеска. Еве, тоа беше рубриката за нашите познати личности, за библиските личности во Свето писмо. Одиме со песна, почитувани гледачи, а потоа ќе се вратиме повторно во емисија. Plaši se ti od nevolji, Bog misli na tebe. Pod krilata si na ljubov tam, Bog misli na tebe. Bog misli na tebe, Bog sekoj čas i sekoj dni. Griži za tebe, Bog misli na tebe. Vo momenti na teški dni, Bog misli na tebe. Koga si v opasnosti, Bog misli na tebe. Bog misli na tebe, Bog sekoj čas i sekoj dni. Se griži za tebe, Bog misli na tebe. Bilo što da se slučuva, Bog misli na tebe. Na nego sosema potri se, Bog misli na tebe. Bog misli na tebe, Bog sekoj čas i sekoj dan. Se griži za tebe, Bog misli na tebe. Продолжуваме со нашата програма, почитувани гледачи. Добре дојде на сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и во живо ја следите нашата емисија која се емитува секој утро од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Верам дека
pijete со мене добар чај, вкусен чај. Рековме, кафе не користиме, зашто е штетно за нашето здравје, но има избор на многу чаеви, бар Македонија е позната со природни чаеви. Така да ви сега пролет кој ќе дојде, па лето, наберете си доволно чаеви за да ги имате преку годината. Тоа е нешто убаво кој го храни нашето тело и го подобрува нашето здравје. Во рубриката, кога зборуваме за водопадите во Македонија, за селата, за градовите, за планините, еве денеска ќе споменеме нешто за Пелистерски очи. Во петок зборувавме за планината Пелистер, колку е убава таа планина и треба да ја посетите ако не сте биле, бидејќи изобилува со многу билки, со борова шума, со молика и убаво е. Има излетнички места, но еве ќе спомнам денеска за Пелистерски очи. Јас порано слушав за дека постојат Пелистерски очи. Тоа се две езера и помалку не верував дека таму горе на 2000 метри надморска висина, поточно на 2218 метри надморска висина, дека постои езеро или езера. Но јас кога живеев во Битола, имав прилика со еден пријател да отидеме и да ги посетиме тие Пелистерски очи. Навистина може да најдете на интернет, има доста слики, сликани се од висина. Прекрасно е. Тоа е некаде скоро на врвот. Одесно се наоѓа антената, односно предавателот кај што има таму техника. До антената не отидовме, зашто веќе немавме време. Некаде од 6 до 8 часа пешачење од долното село, под Пелистерското село Трново-Магарево, па одете пешки. Се зависи која патика ќе одаберете. Мора да имате искусен водач, немој сами да одете, зашто ќе се изгубите. Иако таму на тој дел скоро и да нема шума, голи ридови се, но сепак можете да се изгубите, зашто има многу патики кои наводно водат горе до езерата. Пелистерските очи се леднички езера на Пелистер. Тие се две на број и се нарекуваат уште и големо и мало езеро. Големото езеро се наоѓа на надморска височина од 2218 метри и долго е 233 метри, а широко 162 метри. Малото езеро се наоѓа на надморска висина од 2118 метри, долго е 70 метри, а широко 162 метри. Големото е длабоко 14,5 метри, доста е длабоко. Може би подлабоко дури од Иранското. А малото е 2,6 метри. Веднаш крај големото езеро има планинарски дом со капацитет од 50 до 100 легла. И тоа е интересно. Ако сакате да ноќевате, зашто немате време да отидете и да се вратите и се да прегледате, бидејќи доста далеко. Зборам пешки ако се оди. Ако се оди со джип, од другата страна секако може, меѓутоа не е тоа да отидете со джип. Убаво е да пешачете, да планинарете. Може таму да преспиете. Посебно убаво е летно да се отиде време и да можете и другиот ден безбедно да се вратите назад. До езерата може да се стигне од две страни по две одлично обележени планинарски патики. Едната патика води од село Нижополе, од местноста Лак Поток, таму има бараки или ски лифтот преку пределот Дебел Рид, а од другата страна може да се движат и джипови и теренски возила, започнува од хотелот Молика и преку местноста Јоргов камен, минувајќи зад малото езеро, завршува кај планинарскиот дом во селото Големо, во самото Големо езеро. До малото езеро води и добро обележена планинарска патека која води од планинарскиот дом на Големото езеро. 1 до 1,5 час кон на високиот врв на целата планина Пелистер до антената висок 2601 метар. Во големото езеро живее и малоброен ендемски вид на риби. Во летниот период во студените води на двете езера често се капат многу посетители и планинари. Единствената точка од која може во видикот да се догледаат двете езера се наоѓа веднаш штом се искачи на котата, односно срцот на планинарскиот дом на големото езеро, на патеката која води за врвот Пелистер и малото езеро. Како што спомнав, јас имав прилика, имам доста слики направено, сум ги посетил и тоа е атракција. Барем, секако треба да отидете некаде јули или август. Немојте сега овие денови, зашто има и снег на Пелистер,
znači tamo koje će biti topli denovi, dolgi letni denovi, da možete, ako sakate v isti den, da se vratite. Ние отидохме негде наутро, тръгнахме около 8 часа, може би некъде около 2 стасахме таму, значи на езерата, и немахме много време да се задржуваме. Го видовме, го разгледавме и планинарскиот дом и веднаш се вративме по друга патека. И знаете кога си дојдовме на вечер? Во 8 часот, 9. Значи, ако не сте постојни планинари, нозите ќе ви отежнат. Значи, мора да внимавате за да имате кондиција и да се вратите назад. Меѓутоа, чувството да се отиде таму и да се види ова Божје чудо, езера над преку 2000 метри надморска висина и таму да најдете вода. Но како е да е, Македонија е полна, богата е со планини, со езера, со такви излетнички места и атракции. Затоа еве доаѓа пролета полека и летото, па планирајте да го посетите и овој дел од нашата земја. Следува рубриката, почитувани гледачи, за здравјето. Едноставно, сите ние сакаме да бидеме здрави, но треба да внимаваме што внесуваме во нашето тело. Ово утро се одлучив да ви прочитам 10 причини за да јадете авокадо. Знам дека авокадото не е баш така ефтино. Некаде околу 300 денери може да го најдете килограм авокадо, 320, 350, 280, зависи од продавница до продавница. Може би на прв поглед се чини дека е скапо, но земете 1 кило месо, 400-500 денари, а секако месото не е баш препорачливо за исхрана. Меѓутоа, ако сака да имате здраво тело и здрав дух и добро здравје, треба да користиме што повеќе авокадо. Може да купите едно парче, ако немате 300 денари. Значи, тој негде 30, 40, 50 денари. Меѓутоа, може да направите еден соодветен добар поедок. Може би ви е малку чудно, но плодот авокадо се смета за овошје. Карактеристично за ова овошје е тоа што неговиот состав е различен од другите овошја. Овошјата воглавно се составени од голем процент на вода, а потоа следуваат и јаглени хидратите, додека авокадото е овошје кое има значителна количина на масти. Но токму овие здрави масти се значајни и може да го подобрат нашето здравје. Во продолжение, еве ќе ви прочитам придобивки од употребата на авокадо и зошто е добро почесто да го користиме во нашата исхрана. Број 1. Авокадото содржи многу корисни хранливи состојки. Ова овошје е добар извор на витамин К, фолна киселина, растителни влакна и здрави масти. Број 2. Авокадото содржи повеќе калиум дури и од бананите. Калиумот е минерал кој често не се внесува во доволно количини. Тој е важен за многу функции во организмот, како и за одржување на електролитниот баланс во телото. Број 3. Мононезаситените масни киселини се доста застапени во авокадото. Олеенската масна киселина, кој исто е главна компонента и во маслиновото масло, сочинува најголем процент од мастите во авокадото. Ова киселина се поврзува со намалување на воспалителните процеси и намалување на експресијата на гени поврзани со малигните болести. Број 4. Авокадото е богато со растителни влакна, кои се многу важни за одржување на здрава телесна маса и контрола на нивото на шекер во крвта. Гледате, авокадото помага и во намалување на шекерот во крвта. Број 5. Доколку конзумираме авокадо, можеме да го намалиме нивото на штетниот холестерол и на триглицеридите во крвта. Уште позитивен ефект е тоа што авокадото може дури да го покачи нивото на добриот холестерол во крвта. Број 6. Мастите кои се наоѓаат во авокадото може да ви помогнат подобро, односно да ви го поспешат, да ви помогнат подобро да ги абсорбирате и хранливите состојки од другите растителни продукти, односно ја олеснува таа абсорбирација на витамините А, К, Е и Д. Број 7.
Avokadото je bogati izvor na antioksidanti, koji može da gi zaštita vaše oči od oštetuvanja. Zeaksantin i lutein se dva antioksidanti koji mnogo se mokni zaštitnici na vaši od vid, a može da se najde tokmo v avokadoto. Broj 8. Avokadoto može da pomogne vo prevencija na rak. Jedna studija pokazala дека авокадото ги редуцира нус ефектите од хемотерапијата кај пациентите кои се подлегнати на вакви третмани. И 10, односно 9, екстратот од авокадото може да помогне во намалување на симптомите од артритис. И 10, конзумирањето авокадо може да ви помогне да ја намалите вашата телесна маса. Една студија покажала дека авокадото дава чувство на ситост, го намалува чувството на глад, па така ви помага да консумирате помалку храна и да ја редуцирате вашата телесна маса до нормалното ниво. Ова го напишала авторката Маја Велковска, односно нутриционист од Кавадарци. Еве, тоа беа советите за користењето и вредноста на авокадото. Сакам сега да споделам еден рецепт бадемово млеко. Вие кои може би сте вегетаријанци, не користите млеко од животинско потекло, па и за вас кои користите може би такво млеко, може да направите една промена и да си направите бадемово млеко. Богато со протеини, а најмногу има, односно многу малку има калории. Подготвите сами и уживајте во бадемото млеко. Што е потребно? 1,5 шолја непечени бадеми. Ги има на пазарите, ги има во продавниците. 3 до 4 шоли вода. Потребен ви е мед, агаве, цимет или ванила по избор. 1 шолја темно чоколадо, доколку сакате чоколадно да изгледа. Бадемите ставите ги во вода да отстојат преку вечер. Водата во која што стоеле исфрлете ја и измејте ги бадемите. Накиснатите бадеми лесно се лупат. За подготовка на ова млеко се препорачува да се лупени, бидејќи во самата лушпа има една горчлива материја која и не е баш од големо значење. Значи, ќе ги ставите во вода да накиснат и потоа лесно тие се лупат и лушпата ја фрлате. Вака накиснатите бадеми ослободуваат хранливи енизми кои се многу добри за воспоставување на алкална средина во организмот. Лупените бадеми ставите ги во блендер заедно со агаваниот сироп или медот, а и не мора да го засладувате доколку не сакате. И додајте ја водата, цела или половина од зависност од големината на блендерот. Оставите го млекото во шише или тегла за да се сталожат покрупните парчења од бадемите и да го секако процедете. По желба може да додадете и темно чоколадо и ќе добиете чоколадно бадемово млеко. За ова совршени се нашите плочки од темното чоколадо. Значи, за ова може да земете чоколадни плочки, да ги скршите и да ги ставите во блендерот и тоа ќе се соедини. Еве, лесно се прави, а многу е хранливо. Бадемово млеко. Пробајте и нека ви биде пријатно. Одиме со песна, почитувани гледачи, а потоа ќе се вратиме да ја проследиме последната рубрика во оваа емисија. Podigni glavu, oči otvori, u tebi, sine, duh moj gori. Na dlanu je mome, duša tvoja, lijek zaboli, krv je moja.
Ja sam tu, čekam te. Ja sam tu, kraj tebe. Ja sam tu, ljubim te. Ja sam tu, kraj tebe. Ne reci sine, nemam, ne mogu. Sve što trebaš imaš u Bogu. U kruhu i vinu Bog ti se nudi. Strpljiv sine i zahvalan budi. Ja sam tu, nudim se. Ja sam tu, kraj tebe. Ja sam tu, ljubim te. Ja sam tu, kraj tebe. Već živi, samo mu malo srce oškrini. U srcu tvoga maloga srca pusti da Bog tvoj od sada kuca. Ja sam tu, čekam te. Ja sam tu, kraj tebe. Ja sam tu, nudim se. Ja sam tu, kraj tebe. Ja sam tu, ljubim te. Ja sam tu, kraj tebe. Ja sam tu, ljubim te. Ja sam tu, kraj tebe. Evo je nepovtornovo programa, почитувани гледачи, да ја проследиме последната рубрика во нашата емисија Археологијата ја потврдува Библијата. Почнавме со откритија за она што се е пронајдено во Ерусалим и во околина на град Ерусалим. И пренесувам инсерти или поедини делови од книгата Археологијата ја потврдува Библијата од професорот Драго Обрадовиќ. Храмска гора. Најголеми ископувања во Иерусалим се извршени на падините на Храмската гора, тамо каде што главниот израелски археолог и поранешен ректор на Еврејскиот универзитет Бенјамин Мазар го открил горниот дел на Офел, како што се нарекува во Библијата во втората книга Летописи 27 глава. Откопаниот терен лежи јужно и западно од зидовите кои сега се протегаат од Харемеш Шариф, арапски израз на старото место на еврејските храмови. Најстарото откритие потекнува и од времето на првиот храм, односно храмот што го изградил Соломон. Од храмоте не е пронајдено ништо освен некрополата или гробиштата на западниот брег кои биле свртени кон храмот. Неколку поголеми ритуални садови од тој период ја покажуваат сета сериозност со која евреите пристапувале кон исполнување на своите верски потреби.
Може би најголемо значење имаат библиските имења како што се Аге и Наум, кои се запишани на пронајдените печати. Иако не им припаѓаат на лицата кои непосредно се спомнуваат во Библијата, тие сепак покажуваат дека библиските луѓе биле луѓе од месо и крв. Поголем дел од наодите потекнуваат од периодот на вториот храм. Овој израз би требало да се однесува на храмот што го изградил Зоровавел, но обично се мисли на градбата што ја проширил и ја преуредил Ирод Велики. Археолозите утврдиле дека Ирод го проширил подножјето на кое почивал храмот, така што ги исполнил косините и долините на исток и на запад. Деловите од надворешните ѕидови на оваа градба не биле обложени, па така лесно можела да се забележи сета градежна вредност на зградата. Одделни вградени камења биле долги и до 9 метри. Човек може само да замисли каков визуелен впечаток оставала оваа величествена градба врз посматрачите, како и стравот што го доживееле низините уривачи. Подсетувајќи ни уште еднаш на Христовото пророштво од Евангелието на Матеја, 24 глава, од урнатините е изваден уверлив доказ, голем драгоцен камен. На него се наоѓа еврејски надпис кој гласи место за трубење. Израелскиот археолог Венјамин Мазар, кој го истражувал ова подрече, смета дека тоа е горниот темелен камен од југозападниот агол на Храмската гора, местото од каде што свештеникот трубел во овнуски рог за да го објави почетокот на саботниот ден. Интересни пронајдоци се најдени во тој дел, како што прочитавме, почитувани гледачи, во Храмската гора. И се оно што е пронајдено, всушност е доказ за Библијата, за денешната книга, Светото писмо што имаме. Затоа ви ја препорачувам Библијата да ја читате, да ја проучувате и да ја веруваме дека е 100% вистинита. Онака како што денеска, ете и самите археолози тоа ни го потврдуваат. Еве, почитувани гледачи, полека дојдовме до крајот на нашата денешна утринска емисија. Ви благодарам на вашето внимание и посакувам убав ден, бидете радосни, среќни, бидете одговорни и чувајте се. И земете топол чај да го секој ден отпочнувате, зашто чајот е хранлив и добар за нашето здравје. Пријатно и се гледаме, ако Бог даде, живот и здравје утре во 8 часот и 30 минути. А до тогаш, довидување. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.